Добър ден, истрекен ден. За сите кои се додржавме и кои го издржуваме пеколот и пепелта од оние кои што ни направија не земска, туку интергалактичко предавство. Koga prolet ke rasuti v pole, jedna treša što mene ne čeka. Koga moram da odam im reko, sve što imam i kuća i niva, neka seme što mu treba se koji, no treša kada je najvažnija. Što je to, a to uvijek to tačno, što žive
Има ли таков? Ама пораката е много по-битна. Пораката вели: се ви дадов, ама срещата жива да ми биде. Тешко, ако срещата не е жива. Помнете и не забравяйте. Трешата е символика. Или айде вишната. Е символика на македонската кръв. Пораката ви изпрати Тоше, къде що отясно поясно е. Ако не е жива македонската кръв, няма да постои живот на земята. Може би ви е смешно, може би ви е налюдничаво, може би ви е забегано, ама аз ще кажам дека не е забегано, дека е точно. А вие сакате верувате, сакате ич не верувате. Перигреот е много близко. Тектонските плочи се размрдани. Од оне што го поминува земјата и целиот наш млечен пат низ прстените на Алконе. Змијата веќе си ја јаде својата опашка. А она, која што засилено се прави и се даваат жртви на Молохот, за да обстани во живот земјата, е нешто што е најмртното во историјата на човековата цивилизација. Така и ова битка, која што ја водиме ние заедно, битката против Молохот, битката против сите онија кои што имаат за цел да ја уништат македонската крв, па затоа и манипулаторите кои што будно го следеа Владо Павлов овие 20 години и будно го читаа, а се со на цел да злоупотребат знаење кое што ќе биде у корис на Ватикан, кој што ништо не е друго освен Римската империја во минатото. Римските легионери во стилот на Цинци Легија ди Рома, наречена Македоника, денес се језуитите. И тие стојат и одработуваат за оние кои што го зацементираа гробот и го ставија во густа темнина, за да не будат сеќавањата на нашите македонски цареви, поради кои што бела е уништена до темели и пренесена на друга територија. Ако ја нема бела, не нема и македонската крв.
Ако го нема Белиште, не нема и нас. Затоа што некогашната војска на Рим и денес по ништо не се разликува војската нивна језути, имаат за цел преку преместувањето, уништувањето да не будат сеќавањата на македонската царска крв, која што се крие преку символиката на цреша или ајдена вишна. Верувам дека сега појасно ќе ви е што пеел Тоше. Пеел за светата македонска крв. И не џабе ја пуштивме цреша денес. Затоа истите тие, каде што со плугови се правеше во времето на комунизмот, а денес некој сакаше да го видоизмени повторно со плугови, па се изгуби наместо дзе, направи ме. А зошто се правило со плугови од трактор? За да остане во сеќавање сето оно што е истражувано овде, како низ целото овчеполие, дали има резерви на нафтени шкрилци? Да, има. Војната во Косово и зазимањето на Косово од Англо-Америка е токму поради нафтените шкрилци. Каде што фосилно гориво денеска се произведува во Албанија. Косово е најголемиот рудник за нафтени шкрилци. Некој ќе каже, се направи бон стил, а Косово нема море. Да, ама Косово има најмногу резерви на нафтени шкрилци. Втора е Македонија преку овчеполието. Но овчеполието не е само поврзано со ова истражувачка дејност во времето на Југославија. Овчеполието е поврзано и со бушотини. Не само кои што се правени за нафтени шкрилци, во кои што учествува тексашка фирма нафтена, кој што финансираше во Бела Зора и во Геоглифот, и позади кој што стојат черепи и коски и буш. Овој терен е познат и по друго. По златоносна руда. Да се запрашаме сите, дали ова стрелка која што е правена од плугови со трактори од времето на Југославија ни ја покажува златната жица, а покојниот Аристотел Тентов и Ниче Димовски ова стрелка се обидува со плугови повторно од трактор да ни ја прават зе. Дали оние кои што го ставија нашиот цар на царевите и крал на кралевите во темнина се истите актери на Геоглифот,
како би можел вашиот цар да биде во црнилиште. Нашите древни македонски народи, кои што ни ги оставиле во аманет имињата, доволно кажуваат. Лук убија. Лак и стрела убива. Ако стрелата е вистината, што значи онаму каде што е зацементиран нашиот цар? Вистината убива. На место кое што е пирамида. И овај тумулус каде што е геоглифот, точно дека е правен вештачки. И ние имаме таков тумулус во Кочани. Ама нема геоглиф обработен со плугови од трактори и бушотини колку имаме нафтени шкрилци во Кочанско. Ама ги имаме градските гробишта врз него. Е сега вие размислете. Дали пирамида или тумулус? Секако на Ватикан и на језуците не ја одговара пирамида. Затоа и Семир Османагич велеше, а денес е најголемиот македонец со Мичо крокодилот, кој што ако не опрости за се што правил против мене и против нас, ќе се суши се повеќе и повеќе. Поздравете го Мичо крокодилот. Кој што манипулираше дека на секој 3 месеци Владо Павлов барал помош од него. Кутре од ти, Мичо, ја ако тебе барам помош. Плачеше, корнеше, се молеше да те спасам кога беше во притвор. Сакаше да се самоубиеш во акцијата Шпион. Но ти се заборави. Се заборави ти, Мичо крокодиле. Како што претходно Дардан и Ниче, така и ти, целото ова знање и многу други илјадници македонци го пренесувате надвор од Македонија. Или ќе го пренесете до Црнилиште, или до барата Плиска, денешен Охрид. И ќе ги лажете сите, и Бог, дека барата била Ерусалим, дека Исус се родил во куќата на Робевци, а воскреснал во куќата на Венко Филипче, во Охрид. Ве молам, през Панското езеро потврдува нешто. Немој джебовите во Галичица да ви го смукате цело Охридско езеро. Кој што територија од Македонија, од кај што потекнуваат наводно владетелите на земјата, Ротшилдови и Рокфелери, венецијанските трговци. Не македонци. Со земјата секој владеат македонците. И ова што го прават поради вашиот греф. И ве следат будно. Затоа што врховно божество на најголемите сионскиот приорат е живиот Бог Александар Македонски.
кој што некој верува дека го ставил во густа темнина. Ама македонските цареви имале две гробници. Зато и не можеле да го стават на споменикот, кои што се актери на изградбата на споменикот Сионски приорат со затворени очи. Зато и ставен со отворени очи. Бидејќи тој спие со отворени очи. Можете, што сакате да правите, се ви е дозволено. Како што им дозволено и на оние внатрешните наши, кои што не направија земско предаство, лице со иницијали ВС, направи интергалактичко предаство. И мисле дека успеала во нешто. Како и она кутрото чоколадо дете, на кој што целиот свој живот го вложував. И мислите дека вие со ова интергалактичко предаство дека сте го зафркнале Бог, дека ќе го попречите воскресението на Александар Македонски, дека нема да биде повторно цар, дека не е роден. Се лажете. Многу се лажете сите. Затоа што пригреот само што не е дојден. Змијата јаде својата опашка веќе. Предавството на мајката е најголемо. А јас достојно стојам од првиот ден од 2005 до ден денес за се што сум дал и за се што сум обеќал и за се што сум дал збор пред Бог. А вие, предавници, не на Македонија, на Бог. Бог нека ви е на помош. Ја и тогаш и денес ни милиметар не сум се потргнал за Македонија и за Бог. А вие другите предавници, после овие внатрешните, Бог да ви е на помош и на вас. А вие кои се стававте во улога на Бог, од последните случувања, под капата на БНД Ковачевски и под капата на Зоран Заев, мерат мејана во Дубај, џабите и Зоране. За Бог не постојат граници. А вие кои што го следите ова видео денес, запомнете го, пошто имате многу кратко памćење. Ама запомнете што ви кажувам. Слободно запишете си све. Ќе видиме дали кафаната во Дубај ќе биде мерак на Зоран Заев или нешто друго. Од 21 јуни сите предавници на Македонија во овие 3000 години се што е направено, се што е украдено ќе се враќа. Помнете и не забравите. А вие македонци, кои што сте со дух, ум и фанатизам и држате со Владо Павлов,
Најпрво нека ни е честито ребрендирањето на Агапи во Бел Агнија и Агапи 25. Идентично како што го ребрендиравме Мак Оргон во Феникс МК Оргон. Затоа што воопшто не сакам да се сеќавам на едно минато во кој учествува интергалактички предавник. Кој што и својот син си го предаде за други и туги интереси. А јас ќе се борам од првиот ден од кога го најавив, поради кој што ја правев Александријада 2005 и од кога првиот роден ден го славев негов на живиот на 23 август 2006 година. Каде што ја сменив Александријадата 2005 од 23 јули, а 2006 на 23 август. И таму ќе останам до крајот на мојот живот. Интергалактички предавници. Ни милиметар нема да се поместам. Не Змијалков, Свети Змијалков нека ви стои над глава. Не Попзоки, Свети Попзоки да ви стои. Она му каде што бев 2005-2006. До ден денеска сум таму. И таму ќе останам до крајот на мојот живот. А вие предавници на својот народ. И ти мајко предавник на својот син. Бог нека ти е на помош. И на тебе, и на твоите тутори. Во Основен суд Кочани, во Јавно обвинителство Кочани, во УВР Довлочани, во УВР Пролечен центар Скопје и така натаму и така натаму. Сите сте запишани. И сите ве знаеме. Македонија ќе воскресне. Царот македонски ќе се разбуди. И тој ќе си ја преземе. Македонија во своите раци. Тој ќе ни суди на сите нас. И на татковци, и на мајки, и на сите оние кои што, според мене, направивте големо интергалактичко предавство, не земско. Можете да се смеете колку сакате. Можете колку сакате да правите и нови сценарија. Местенки. Ама вие кои што учествувавте во Кочани, со сите местенки со Владо Павлов, Бог ве обележа. Истите вие сте обележени и со дискотеката Пулс. Може би Тино малку ве чува, ама нема да ве дочува. Затоа што Тино не е поголем од Бог. А Бог ја сака вистината. Па сакал или не Тино, мора да оде по патот на вистината. Позади кој стојат и некои блиски соработници. Па верувам дека Тино ќе си ги дознае. И ќе прави ребрендирање на владата. Како тоа што ние го правиме ребрендирање со Мак Оргон и со Агапи. Да, премиере Тино. Големо ребрендирање ти е потребно во владата. Бог ја сака вистината и не можеме да ги скриеме сите оние кои што учествуваат. Затоа што на Бог се мили децата. Прскалките ќе си ги чуват за нова година. И ќе манипулираат и тогаш. Нека ни е честито ребрендирањето на Агапи во Белагнија
и во Агапи 25, нека ни е честито ребрандирањето на Феникс МК Оргон и ќе правиме едно заедничко славење на ребрандирањето на сето оно што го поминавме последните 3 години, најтешко во пепел и пекол, од сите овие кои што ви ги споменав, битка која што трае 20 години, битка која што последните 3 години беа пепел и пекол и уште продолжува ова битка. Така да ве повикувам сите заедно на 21 јуни, на денот на летната равнодневница, сите заедно да го прославиме ова ребрандирање, да го прославиме додржувањето на солените соби, иако беа на мета од овие што претходно ви ги споменав во стилот на Зечевич програма од општина Центар, Беверли Хилс, нели? А исто така и да го прославиме денот на Богот Светлина, кој што се славил на 21 јуни и кој што го има символот свеќе на живот, символ кој што е украден од уворот до Влочани, поради тоа што некој сака Кочани да го направи црнилиште, наспроти црнилиште во Свети Николе да биде белиште, но за момент и многу кратко успеал во тоа. А јас верувам дека ние ќе бидеме во голем број на 21 јуни, на кој што ќе дојдат и многу мои пријатели од Балканот, а ќе имаме и заедничко излагање јас и Ибра, и каде што ќе ви ја соопштам вистината дали случајно во исти временски период се прави депонијата каде што е пирамидата на Сонцето во Кочани и споменикот од НОП кој што нема ни Н буквата од НОП. Значи кон крајот на 70-те години во исти временски период се прави депонијата кај што е пирамидата на Сонцето во Кочани и споменикот од НОП. Случајно или не, ќе видиме на 21 јуни. На 21 јуни ќе имаме и мировен протест кој што ќе започне од 12 часот пред уворот до Влочани, каде што ќе бараме од раководителот на претресот Христина, која што по некоја случајно се вмешана и со дискотеката Пулс, да ни даде во кој записник е запишано и со која цел ги отмале, ги однеле, на кој што ние грижливо ги чувавме се додека не се направи музеј во Кочани, овие клучни докази за името Македонија. Оне што го укради уворот до Влочани, кој што докажува мојот град Златен дека е секташки и за кој што ќе се борам до крајот на животот да ја сотрам ова секта до темели, поради тоа што веќе смета на многу кочанчани. Кочанчани, не им се плашете. Тие се малцинство. Тие се примерни терористи, 2%. Иако се секаде, и во судство, и во обвинителство, и нотари, и извршители, и во уворот до Влочани, ама Бог е на сите нив. Од мене и од нив знаете ли која е разликата? И од вас и од нив. И покрај тоа што ни го прават градот Кочани црнилиште, ние сме здрави, живи, ќе се бориме за вистината, а тие кутрите, барем главниот нивен секташ, на секој 2-3 месеца мени крвта во Швейцарија и на други места.
како и многу мина од нив што се болни. Тие ќе бараат прошка од вас, кочанчани мои, а не вие да барате прошка од нив. Од 21 јуни Бог нема да трпи ни една неправда. Сите вистини ќе излегнат на површина. Па и вистината за дискотеката. Како што ќе излегне вистината за претресот и за се што се прави против Владо Павлов. Без кој ова секта не можеше да успее во ништо. Ако него имаше интергалактичкиот предавник. Таква е сектата силна, македонци и кочанчани. Влегува внатре и однатре работи. Такви се тие мажи со пури. Ама завршува владението на пурите. И на оние кои што изиграваат кубанци во стилот на Фидел Кастро и југословени во стилот на Тито. Затоа што македонизамот се буди се повеќе и повеќе. А југословенизамот умира. Не можете да направите нов Бог, иако го ставите во темнина, единствениот Бог Александар III Македонски. Што и да правите, се ви е џабе. 21 јуни, 10:00 часот пред Еремија, 12:00 од Еремија одеме заедно пред Уворот до Влочани, 12:30 одеме пред Основен суд Кочани, каде што сите информации, сите со име и презиме ќе ги представам. Кои што се поврзани и со случувањата на Владо Павлов, а и со дискотеката Пулс. Пред очите на сите вас, пред очите на Македонија, за спас на Македонија, за живот и пред се за воскресение на царот на царевите и кралот на кралевите. Потоа одеме на ручек и сите заедно пред заоѓањето на сонцето се упатуваме пред пирамидата на сонцето, каде што ќе го гледаме затемнувањето на месечината, сите заедно на 21 јуни 2025 година. Заедно со Владо Павлов и со Ибра. Ве чекам сите, љубов, љубов и само љубов. Ребрендирањето ќе ославиме на 21 јуни. Убав ден, сабота. Така да ќе имаме многу работа. Ќе имаме многу вистини. Вистини од кои што треба оно што го сакаше сектата да го направи со Кочани и успеа да го направи Црнилиште. Да му го вратиме сјајот, а неговиот сјај е белиште и бела. Кочани никогаш не е поврзан како во Свети Николе со Црнилиште. Кочани е секогаш бил белиште и бела. Кочани ќе издржи ова мака. Ама Бог нека ми е на помош на кочанските секташи, кои што во спрега со Лондон ни го направија моментално Кочани Црнилиште. Бог нека ви е на помош. Помнете и не заборавајте. Да живее Македонија!
prolет ќе расцути в поле една треша што мене чека. Кога мора да одам им реков се што имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но среќата да е најважнија.
Ве чекам 21 јуни сите заедно во Кочани, сите заедно пред пирамидата на Сонцето, каде што ќе го докажеме клучниот доказ за темнувањето на месечината, која што е во линија со пирамидата на Сонцето, дека Кочани има пирамиди, јас и Ибра Мичиновиќ. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Споделувајте, ве сакам сите и ве очекувам. Во моментот Колумбија се тресе. Сега се во еден круг. Јас не сакам тебе, ти си влюбена во друг. Срцето моје ти го остави да пати. Љубовта ја зема, таа нема да се врати. Те сакам повеќе од самиот себе. Да се родам пак би умрел повторно за тебе. Би те чувал, би те пазил исто како бебе. Знам сите би ти завидувале на тебе. Срцето твое како камен е, нема топлина. Како најладната си блиска зима. За нас во моја Бога често да се моли. Немам сила повеќе, не, премногу боли. Кога нема свое, знам туби од много крадеш. Кога нема срце, ти нема што да дадеш. Сега сум сам и тишината со мене плаче. Сега ветерот ме гани, место твоите рани. Да го смениме времето, да ја смениме земјата, да не живее повеќе лагата, а наспроти лагата да живее вистината. Љубов, љубов и само љубов. За сите мои пријатели надвор од Македонија. Ja sam se zagrao
да го вратиме свеќето на животот од каде што го укради убара довлочени. 21 јуни 12:00. Сите пред убаро довлочени 12:30. Сите пред ојо кочени. Погледнете. Толку го заштитивме, дори имаше пурпена позади, за да не може никој да го укради. А тија, упорната инспекторка Христина, бараше помош од противпожарна да дојде да го извади. Ова е доказ како ние го чувавме клучниот доказ за Македонија и за пирамидата на Сонцето. 21 јуни, онака како што го украде Христина, така да го вратат со противпожарна. Ова е доказ дека ние го чувавме како очите своји. Ова е доказ за вистината на Македонија. Ова е доказ да не ве жеше и печи и да не ве боли и Македонија да ја вратиме. Никога северна, само Македонија. Погледнете како го украдоа со помош на противпожарна од Кочани. Онаа кој што наместо да се гледа работата со дискотеката и да беше професионалец, немаше да се случи тоа со Пулс. Ама овде покажа сила заедно со јавно обвинителство, а целта се гледа што е. Да го вратиме свеќето на животот оному каде што беше, се додека Кочани нема музеј, во Кочани